Од вечерва до 29 август општина Карпош ќе пулсира во ритмот на уметноста и културата со манифестацијата Карпошово културно лето, која ќе понуди разновидна и жанровски богата програма со настапи на истакнати млади домашни уметници од различни области. Манифестацијата ќе се одвива на неколку локации под отворено небо. Кај млечен ресторан во дворот на црквата Света Троица во Бардовци, на тревникот кај кулите во Козле и на летната сцена кај Карпата на Кеј. Свеченото отворање е закажано за вечерва во 20 часот кај млечен ресторан со голем концерт на легендите на македонската забавна музика. Зорица Поп-Панкова, Драган Мијалковски, Сашо Гигов Гиш, Џон Илија Апелгрен, Тања Тас и младата звезда Ана Петановска во придружба на оркестарот на Радио Пупамара под диригентство на маестро Дамир Имери. Во рамките на манифестацијата свој самостојни концерти на платото кај Млечен ќе имаат мултиинструменталистот Александар Јовевски представувајќи го својот нов албум Од колено на колено. Свој концерт ќе има и виртуозот на хармоника Мишел Трајковски со неговиот оркестар. Предвидени се 2 танцувачки вечери на платото кај млечен ресторан со настапи на клубовите Dancers United и Еурека, чии членови се светски и европски прваци во латино танци, хип-хоп и модерни танци. Поетско-музичка вечер со наслов Волкот на љубовта ќе ги обедини поетот Тихомир Јанчовски и музичарот Бранислав Николов со гостување на Андријана Јаневска. Во рамки на програмата на 19 август ќе биде отворена и ликовната изложба Капка уметност на Елена Галика на платото кај млечен ресторан. Летното кино под отворено небо ќе го прикаже македонскиот филм Пред дождот на Милчо Манчевски на древникот кај кулите во Козле до училиштето Владо Тасарски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски преку социјалните мрежи денеска сподели дека општинското основно училиште Петар Здравковски Пенко во Скопје Север ќе добие нова фасада. Наскоро ќе започнеме со реконструкција и поставување на енергетска фасада на општинското основно училиште Петар Здравковски Пенко. Решаваме проблем кој беше главно барање на сите родители. Со ова значително ќе се подобрат услови за изведување на наставата, а дополнително ќе се заштеди на енергија, истакна Костовски. Првиот човек на Бутел додаде дека ова е уште едно барање, кое го реализираат во заеднички разговор со родителите. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски направи увид во реконструкцијата што се одвива во општинското основно училиште Димитар Миладинов, каде во теке целосно обновување на физкултурната сала, свечената сала и меѓупросторот меѓу нив. Во физкултурната сала се заменува целиот под со нов паркет, се обновуваат зидовите и плафонот, се поставуваат енергетски ефикасни светла и се оспособуваат прозорците, додека свечената сала добива целосно нова бина, нови скалила, обновен паркет и подобрени услови за користење, велат од општината. Подобрувањето на училиштата останува еден од нашите клучни приоритети. Со реконструкцијата во училиштето Димитар Миладинов создаваме современи, безбедни и инспиративни простори во кои децата ќе можат да учат, да спортуваат и да се развиваат. Инвестицијата во нивното образование и здрав развој е инвестиција во иднината на Центар, изјави првиот човек на Центар. Реконструкцијата на свечената сала предвидува целосно нова бина, нови скалила, а постоечкиот паркет се струга и лакира. Во тек се молерисувањето на ѕидовите, замената на плафонските светла со штедливи, оспособувањето на прозорците за отворање и отстранување на стара устава со непотребен материјал, велат од локалната самоуправа. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак во текот на изминатата седмица санкционирале 103 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка и апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците, информираат од Паркинзи на општина Центар.
Градот Скопје ги известува граѓаните дека утре, вторник, ќе почне реализацијата на терестричната дезинсекција на подрачјето на градот Скопје против возрастни форми и против ларви од комарци. Терестричната дезинсекција против возрастни форми на комарци ќе се врши од вторник до 22 август, петок, од 22 до 3 часот на редниот ден. Против ларви од комарци ќе се изврши во текот на еден од горе наведените денови, доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата. Истата ќе се изврши во истиот термин првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни. Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите, известуваат од град Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во